Добро вечер, најново издание на Дневникот, се враќаме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Жители на 3 села на протест против уништување на свињите. Отпочна караванот за информирање и вакцинација. Институциите заштедиле 20% струја. Група жители у Тринава делумно го блокираа стариот пат Куманово-Скопје, бидејќи се револтирани од надлежните кои поради појава на африканската чума сакаат да ги уништат и како што велат здравите свињи. На протестот излегоа жителите на селата Љубодра, Куминдол и Новосело. Стравуваат за нивната екзистенција. Повеќе во прилогот што следува. Жители на кумановските села Љубодра, Куминдол и Новосело со земјоделска механизација делумно го блокираа стариот пат Куманово-Скопје. Тие се револтирани од надлежните кои сакаат да им ги уништат како што велат и здравите свињи поради африканската чума. Тврдат дека во Љубодра ке регистриран позитивен случај само на една фарма. Обвинуваат и дека се подметнуваат позитивни решенија. Бараат средба со представници на Министерството за земјоделство и Агенцијата за храна и ветеринарство да им објаснат зошто се уништува целиот фонд од над 300 свињи. Најавуваат порадикални мерки и целосни блокади. Пред месец дена имаше акција, таму зима сва крв од свињи, се требате. Никакви резултати нема, кај еден човек се не тие одма ги уништива, а сега сакат сите свињи да ги уништат. Не се прашува дека оваа село од тоа живе, од сточарство и од земјоделие. Ако уништива тие, крави уништива, овце уништива, што ќе работи тој народ бе? Што ќе работи? И тој што го произвел земјоделие, например, произвеа пшеница, ечмен, мумурус за тие свињи. И сега кој и утре нема ни земјоделство да функционира. Ништо нема да функционира. И затоа ние да видиме некој да искочи, никој од нити од Агенција за ветеринарство и за храна, нити од министерство не дојде да каже што е и како е. 180 куќи у Љубодрак, секој да чува по една свиња. 180 свињи се, а не само по една, има чуват луѓе и мини фарми имат, и фарми имат, и све да се уништи. На мој комшија 50 и кусур прасци, 15 свињи тама уништени, али добро, тој ми не сме за тоа. Ако има болест, нема проблем, нека овоја, нека уништат. Ама они сега негативни свињи, они сакат да ги уништат. Ништо ако немаме никаков одговор, мерки понатаму порадикални. Значи секој ден. Сега може да проваѓаат луѓе. Али од утре, секој ден, по 2 часа ќе биде тотално затворен пат. Па состојба кај нас као Божемски сега нема ништо за Уминдол, само за Љубодрак и за Коњаре. Ама ние во тоа не веруваме, да ви кажам поштено, пошто на нас ние тоа е екзистенција, тоа не е, од тоа живиме на некој начин тука и сега тие сакат тотално да не уништат. И сега не знам што мислат и што планират. Стварно не ми е јасно. Тие што се болни, нема проблем, ние не се буниме. Значи, тие се болни и нека ги уништат слободно. Не може сега моја болна, нивна неболна и нивна да се уништи. Зошто да се уништи? Вика, Пенкало, еве ти подпиши. Што подпишују? Подпиши дека су ти позитивни, бегај дома коле. Ја му га фрли Пенкало и се тргна. Не подпишују. Дај ми лист дека су ми свиња негативне. Свиња су ни стигнале резултати дека су негативни. А он ме тера да подпишу дека е позитивни, бегај дома коле. Не ги колјам и не ти подпишују. Твој проблем, вика. Како мој проблем? Проблем е на сви овие села, не само мој проблем. Срамота. Прасти sam ostavila 11, što sam ги целу годину чекала тој свињу да го изчувам. Саката го чувам и муж ми е оперисан болан. Што ги ранимо и чувамо. И ја морам да го заколјам тој свињу, вика колјај го. Ако не го чувам, нема што да једу зимовски. Не е у питање пара, ја иду смрдливо место да купујам и кобасици при своју муку, што сам цело лето копала, чувала, исчувала и да немам да го исчувам, да го заколјам. И прасти, што ти ги работу сега? Да ги даду на тие што су наредиле овој. Дали е дошле некој да не пита? Ми воду носиме од Куманово балончиња. И на тие свиње што сипуемо бунари, што имамо наши бунари, сипуемо само на свиње, а ми луѓе идеме у град за воду. Не дојде никој да го интересира дали треба вода, дали треба канализација, дали имате што да једете, дали сте болни, дали што. Никој не дојде. Само дојдевка треба да гласамо фотељаши.
И тие неки што мора да иде, што му нареди, ели ќе работи, идеш, како ви што сте дошли, ели ќе ти серам од работу, и толку душе треба да се подпишев да ја бидну фотељаш, а ти после поново ќе идеш по улице. Никој до сега не е дошја. А сега дошја, дај ми 200 денара да зему крв. Изволите укочени. Зема 200 денара. И за другу 200 денара. Плати, резултат негативен. Зашто ја да го колјам тој свињу? Кажамо име, презиме твое, свиње со здраве, може слободно да си колјеш. Тој беше у петак. У понеделник веќе се изјавља свиње ќе се неште болне. Како може како ти е име, презиме, кажамо име, презиме, Паско Витомир, питуе може ли свиње да се колје, како е стање позитивне, негативне. Негативне слободно коли. Како може се од петак до понеделник болне свиње? Менја се. Не е тоа решение. Значи не е решение тоа. Ама и земјоделие се уништуе, зашто овој народ да сади и да се... Африканска чума, значи, кога ќе заболи животиња, умира. Наше свиње ниедна не умреше. Значи здраве свиње, резултати може да ги наштима како сака. У нима пенкало, у нима лист, може да напише што сака, ви како сака. Значи, начекаше га селјака овдека, ово е унапредување на земјоделие, значи унапредуе га субвенцију, ви како ми га даде жито за 20 денара, ке ти га зему, пошто 300 грама леп ќе га платиш 60 денара, 3 кила жито ке ти зему, едно векно леп од 300 грама ке земеш, порано док е било држава, док е имало власт, док е имало свест у људи, каде имало даваја се 3 кила сунчоглед за литар зејтин. Сак зејтин бидна дијамант, не злато, дијамант. Сакам ли да ги седи сви млади како што ти иде во странство и да плачу сваќата? Може да ги седи, свите. Има ли одека спас за живот? Нека каже некој. Зашто иде во странство деца? Зашто иде во странство деца? Зашто плача мајки и татковци? По што да живиме? Треба да ги седи свите три села, нема никој млад овдека виш. Еве, не чувам свињу 10 години. Искочила сам, мора да потржавам све. Може да ќе чувам од јутре. И треба да чувам. Тако ли е? А не да едемо скапени меса, сак што ги продава таму од овие свиње, да ги уништи, значи они ги голјав и ги продава с повисоке цене. Тако ли е? Од Сточарско-ветеринарниот центар во Куманово демантираа дека жителите се принудени да потпишуваат позитивни решенија. Значи ние не донасаме одлуки, него ги извршуваме одлуките од страна на ветеринарните услуги со кои сме задолжени према Агенцијата за храна и ветерина. Првиот интерес е да ги сочуваме здравјето на луѓето и можноста да не се прошири болеста во пошироки региони. За сето тоа одлуки донесува соодветното тело во Агенција за храна и ветерина и ние тука само постапуваме по таа одлука. Значи да, донесени се решенија, ама не од страна на ветеринарно-сточарски центар, него од страна на Агенција за храна и ветерина и ние по тие решенија треба да постапиме нормално во согласност со луѓето кои имаат животни во тоа село. Дел од инспекторите беа на лице место на терен во село Љубодар, каде што во секој двор е дадено решение за потпишување. Нормално дека сега ние сме здружени и со луѓето кои чуваат животни и со Агенцијата за храна и ветерина и ние сме тука како посредници и треба да бидеме секогаш во интерес на здравјето на животните, на здравјето на луѓето да соработуваме со двете страни. Ние сме тука посредници кои ги повржуваме, пошто ги знаеме сите фарми каде што ја се чуваат животни, значи да ги повржеме инспекцијскиот тим со чувателите на фармските животни. И мислам дека на лице место е одено, меѓутоа за тоа не можам јас да дадам изјава, тоа ќе даде инспекцијскиот дел при Агенција на храна и ветерина во Куманово. Од Агенцијата за храна и ветеринарство информираа дека еутаназија на свињите со нештетно отстранување ќе се спроведе само во Љубодрак, кој е во заштитна зона од 3 километри. Во Уминдол и Ново село засега не се спроведуваат активности, но ќе има мерки со можност за економско искористување на свињите. Болеста во Кумановскиот регион досега е потврдена во Долно Којнаре, Арбанашко и Љубодрак.
Двајца кумановци се заканиле на сограѓанин во близина на угостителски објект пошто фрлиле остар предмет кон неговото возило. Во секторот за внатрешни работи Куманово, 42 годишен кумановец пријавил дека околу 15 часот и 20 минути во близина на угостителски објект на булеварот Октомвриска револуција две лица му упатиле закани, од кои едното фрлило остар предмет кон совозачката страна на неговото возило, информираат од Министерството за внатрешни работи. Од полицијата додаваат дека се преземаат мерки за расчистување на случајот. Од градскиот плоштад во Куманово денеска започна караванот за информирање и вакцинација на Министерството за здравство со поддршка од Агенцијата на САД за меѓународен развој, УСАИД, Фонд за деца при Обединетите нации, УНИЦЕФ и Светската здравствена организација. Караванот под слоганот "Заедно заштитени, вакцините делуваат" предвидено е да посети 24 локации во земјава. На промоцијата присуствуваше и министерот за здравство Беким Сали. Под мотото "Заедно заштитени, вакцините делуваат", денеска од градскиот плоштад во Куманово започна караванот за информирање и вакцинација на Министерството за здравство. Караванот се спроведува со поддршка на УСАИД, УНИЦЕФ и Светската здравствена организација. Промотивниот настан има за цел да обезбеди директна комуникација за сите прашања поврзани со вакцините, без разлика дали е против COVID-19, сезонски грип или редовна календарска вакцинација. Министерот за здравство Беким Сали е задоволен од интересот на граѓаните за вакцинација. Интересот на граѓаните е многу голем во Куманово и тоа ми е особено драго дека можеме да комуницираме директно со лицата кои што се заинтересирани за вакцинација и заштита од сезонскиот грип, а секако и од ковид. Ние како општество знаеме дека сме помалку вакцинирани од потребната процентуалност на заштита на населението и продолжуваме со кампањи на различен начин да искомуницираме со јавноста за зголемување на процентот на вакцинирани кај во нашата држава. Воедно ја користам оваа можност да им се заблагодарам на сите три организации кои што се постојано покрај нас и работиме заедно за заштита на населението. Представничката на канцеларијата на УСАИД во државава Джери Дайлп смета дека вакцинацијата е важна алатка која спречува ширење на заразни болести и спасува животи. Vaccinations are one of the most important tools that we have. Знаеме дека самата вакцинација е особено важна алатка и дека ќе направи огромна разлика. Веќе 200 години се работи на истражување кога станува збор за самата вакцинација и самите вакцини, при што истражувањето се однесува на изнаоѓање вакцини за да може да се справиме со над 25 заразни болести. Секако и COVID-19 ситуацијата ни покажа дека самата вакцинација е особено важна и дека вакцините се особено важни, а на овој начин можеме сите да продолжиме да ги живееме нашите животи нормално. It's the invention that has saved the most lives in the world, and I already mentioned that. Охрабрува самиот факт што забележуваме дека има толку многу луѓе кои што се наоѓаат во шаторот и кои покажуваат интерес за она што го работиме денес. Ние како УНИЦЕФ можеме да кажеме дека и сме свесни дека самите вакцини се тука за да спасат животи, а знаеме и од она досегашно искуство дека најголемиот број на животи се спасени токму поради самите вакцини. Воедно треба да кажеме дека и забележуваме пат кога станува збор за вакцинацијата кај децата и тој пат е од 94% на 73%. Доктор Ана Јохансен, специјален представник на СЗО за Европа за Северна Македонија и шефица на канцеларијата на Светската здравствена организација во Скопје, на денешниот промотивен настан го посочи податокот дека поради невакцинација има зголемување на процентот на заболувања кои што би можеле да се спречат. I know that many of you probably think, oh, this isn't necessary anymore. Може би веќе сметате дека ова не е неопходно, дека пандемијата ете не е тука веќе помеѓу нас, меѓутоа морам да кажам дека вирусот и натамошно се шири во самата заедница. Некако сме тука на прагот на зимата, со прагот на зимата и ќе поминуваме многу повеќе време внатре, што значи дека многу повеќе ќе бидеме изложени на грип и овој пат грипот во комбинација со ковид. Секако дека има и одлични информации кои што укажуваат на сето ова дека самите компликации во случај на вакцинација се
се многу помали, меѓутоа и стапката на смртност во случај на вакцинација е речиси непостоечка во овој случај. Знаете какви се резултатите кога ќе се вакцинирате со 1, 2 или 3 дози. Јас лично имам вакцинирано и тоа со 4 дози. Моето мото би било подобро да сум безбедна отколку да жалам за нешто што се има случајно. Едноставно ова е одлична можност да може да искористиме можноста да се вакцинираме и ја искористувам воедно можноста да ги потсетам сите на важност од самата вакцинација, особено кога станува збор за вакцинацијата кај децата. Освен во Куманово, караванот денеска ќе биде и во Черкези, во училишниот двор и во Старо Нагоричане пред општината. Предвидено е караванот да посети 24 локации во земјава. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа регистрирани се 34 нови случаи на COVID-19. Во Куманово нема ново заболени. Во текот на изминатите 24 часа нема регистрирани починати лица. Согласно регистарот на умрени лица со диагноза COVID-19 од мој термин регистрирани се 2 починати лица од Скопје и Прилеп. Бројот на активни случаи во земјава изнесува 320, а во Куманово 10. Се спроведуваат мерките за штедење на струја во државните институции. Според анализите, поголем дел заштедиле, но има и негативни примери. Државните институции заштедиле 20% струја во септември годинава, споредено со септември лани. Министерот за економија Крешник Бектеши денеска информираше колку се спроведуваат мерките на владата за штедење струја од страна на државните институции. Обврските за штедење почнаа да важат на 1 септември и ќе траат до 31 март до година. Целта е да се заштедат 15% од струјата потрошена во истиот месец лани. Според прегледот што го направи Министерството за економија, најголем дел од институциите во септември заштедиле над планираните 15%, но има и негативни примери. Таков е со Министерството за локална самоуправа. Не само што не заштедило, туку годинава во септември потрошило 79% повеќе струја од лани. Општините заштедиле 29% струја во просек. Рекордери потрошење струја се Арачиново, Гостивар и Свети Николе. Министерот нагласи дека од 1 декември годинава околу 150 компании во државата кои произведуваат основни прехранбени производи ќе имаат фиксна цена на електричната енергија. Според него таа цена ќе биде пониска и од онаа која ја добиваат малите потрошувачи. Тој посочи дека станува збор за околу 150 компании, главно производители на млечни производи, на млеко, на леп, основни други прехранбени производи, согласно листата и одлуката која што е донесена. Фиксната цена ќе биде позната кога ќе биде донесена одлуката од страна на владата, но ќе биде најконкурентна и пониска дури од онаа која ја добиваат малите потрошувачи, рече денеска Бектеши. Владата на Република Србија за негувањето на традицијата за ослободителните војни на Србија, како и амбасадата на Република Србија во Македонија, ќе организира настан со кој на 23. Во недела со почеток во 12 часот на споменикот Зебрњак во Куманово ќе одбележи 110 годишнината од Кумановската битка. Во името на владата на Србија, државната делегација ќе ја предводи професор доктор Дарија Кисиќ-Тепавчевиќ, министерка за работа, вработување, воени и социјални прашања. Таа ќе одаде почит положувајќи цвеќе. Се повикуваат заинтересираните граѓани да присуствуваат на одбележувањето. Вечерва во малата сала на Центарот за култура се одржува промоција на книгата "Радоста на постоењето" од Симона Петреска. Промотор на книгата е Александра Филиповска-Јанковиќ. Настанот е дел од годишната програма за литература за 2022 година, поддржана од Министерството за култура. Го опишувам односот на енергијата и материјата, односно влијанието на мислите и емоциите врз секојдневниот живот на луѓето. Од секогаш ме интересирала метафизиката, студирав и психологија. Меѓутоа, тоа не беше во моментот на студии тоа мене што ми треба и тоа што го барам. Со години се едуцирам самата, читам многу автобиографии од познати научници, читам сознание и мислење на голем број на филозофи низ историјата и денес. Гледам инспиративни видеа, документарни видеа, и сите тие ја потврдуваат оваа вистина на живење,
дека се што ни се случува и животот кој што го живееме во овој момент е резултат на нашите минати емоции, нашите минати мисли. Тоа е една многу интересна тема која што представува и мојата вистина на живење и затоа таа вистина на живење која што јас ја живеам, сакав да ја преточам во хартија. И сето тоа излезе сосема случајно. Книгата почнав да ја пишувам во септември минатата година, затоа што ја многу пишувам мрачно. Бидејќи кога се пишува рачно, умот сваќа сериозно дека сакаме некаква промена во вас. И кога ја исто така, кога пишувам мрачно, сите тие сознанија побрзо можам да ги запоменам. Потоа викам ќе куцам на лаптоп и после некој време си реков зошто ова ја што го знам да не го напишам на хартија. Книгата ја пишував до февруари минатата година и потоа мојата прва мисла беше Издавачката куќа 3. Се јавив Издавачката куќа 3, кажав дека напишав книга и ми рекоа во ред, донеси ја книгата или прати ја книгата, првичната верзија да видиме дали ќе ни се допадне. Потоа, после неколку денови, ме контактира, ми напиша во секоја реченица, јас чувствувам емоции, јас ти верувам во сето тоа што го имаш напишано и сакаме да соработуваме. Во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово утре вечер со почеток во 20 часот ќе биде отворена изложбата на скулптури на авторот Ненад Тонкин. Се работи за најновата продукција од 8 скулптури работени со комбинирани материјали. Ненад Тонкин е воспитувач во градинка и академски скулптор. Неговата магистерска теза од областа на скулптурата го истражува и анализира уметничкиот предизвик при создавање скулптури инспирирани од цртежи на деца од градинка. Дизајнира сценографија за театар. Изработува скулптури исклучиво со употреба на рециклирани материјали и најдени готови предмети. Насликал неколку мурали со поголеми димензии. Реализирал повеќе самостојни и групни ликовни изложби во земјата и странство. Автор е на музика за неколку театарски представи. Изложбата во Куманово ќе биде поставена до 3 ноември. И во продолжение вести од Македонија. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски присуствуваше на годишната конференција за преглед на Женевскиот центар за демократска контрола на вооружените сили, при што учествуваше на панел дискусијата реформите во разузнавачкиот сектор во Северна Македонија, тековни постигнувања, останати предизвици и идни приоритети. Министерот Спасовски во текот на панел дискусијата меѓу другото беше запрашан за оценка на сегашната состојба на спроведените реформи, при што тој истакна дека се направени успешни реформи на безбедносните служби, кои што, како што рече, започнаа по така наречениот скандал со незаконското следење на комуникациите и последователните препораки дадени од страна на Европската комисија преку овластената група на независни и виши експерти за владење на правото предводени од Прибе, а следењето на комуникациите, правосудните и обвинителските органи и надворешните надзорни тела тогаш беа дефинирани како трите главни подрачја во кои се најмногу потребни итни интервенции. Според министерот Спасовски, сиот капацитет на институциите треба да се вложи со цел граѓанскиот надзор и контрола да биде ставен максимално во функција. На тој начин мислам дека ќе ја зајакнеме и довербата кај граѓаните во безбедносните служби, односно генерално во безбедносната заедница, порача Спасовски. Вработените од јавното претпријатие Македонски шуми денес протестираа барајќи ја платата за септември. Тие излегоа од 11 до 11:30 часот пред вратите на подружниците во земјава. Вработените бараат редовна исплата на платата за чувување на работните места и иднина на поштата, реформи и реорганизација на работата. Кај вработените има револт поради доцнење на платата и загриженоста на вработените за иднината на пошта и нивната екзистенција. Протестот ќе трае секој ден се до реализација на посочените барања, велат од Синдикатот на Македонски пошти. Подсетуваа дека платата требало да се исплати до 15 во месецот, а 2 месеца наназад таа доцнела. Протестот го реализираат во време на паузата за да може непречено да се одвива работниот процес. Во овој период од 30 минути работеше шалтер каде беа примани уплатите или исплатите на пари, како и поштенскиот сообраќај. Од управниот одбор на Македонски шуми ги информирале вработените дека за платата секој момент ги очекуваат средствата од
владата, но не можеле да кажат точно кој ден ќе се исплати. Најавиле дека ќе излезат пред вработените со план и стратегија за надминување на состојбите и стабилизација на работењето на јавното предпријатие. Македонија засега нема донесено нова одлука да испрати воена помош за Украина, иако неодамна во рамки на министерскиот состанок на министри за одбрана што се одржал минатата недела во Брисел, до земјите била доставена листа на потребна опрема. Министерката за одбрана Славјанка Петровска вели дека во консултации со генерал-штабот на армијата, ако има можност да се излезе во пресрет на дел од потребите, тоа ќе биде направено, а јавноста ќе биде информирана. Во врска со тоа дали Северна Македонија може да добие воена опрема од членките на Алијансата како некаква компензација за опремата што ја даде на Украина, каков што е случајот со некои други земји. Петровска вели дека таква директна помош не добиле, но оти е голема финансиската поддршка што ја добива земјава. Во текот на вчерашниот ден, во период од 12 до 16 часот на територијата на Македонија спроведена е акцијска контрола на возила што вршат јавен превоз на ученици, за зголемување на безбедноста на учениците од дома до училиште и од училиште кон дома. При контролата констатирани се 2 кривични дела за возење без лиценца и 79 сообраќајни прекршоци. Од нив 9 за возење без возачка дозвола, 5 за возење со брзина поголема од дозволената. Изречени се 7 мерки за технички неисправни возила, 3 мерки за неносење сигурносен појас и други мерки. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево. Максималната температура се искачи до 21 степен, а минималната беше 7 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат променливо сончево време. Дневната температура ќе достигне 18 степени, а утринската ќе биде 1 степен. Тука е крајот на дневникот. Благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер.